Добар ден! Денес ќе изведуваме биохемиската анализа за докажување на холестерол во масла и масти. За изведување на оваа анализа ни е потребен следниот материјал и прибор. Лабораторијски чаши, микропипети, бакарен 2 сулфат, натриум хидроксид, рицинусово масло, сончогледово масло, рибино масло, свинска маст, парче путер, парче маргарин, соодветно означени епрувети за изведување на анализата, како и лабораторијски чашки и лажички кои ќе ни помогнат да ставиме дел од мастите во киветките, кои што се соодветно означени за овие масти и да ги стопиме со помош на врела вода во лабораторијска чаша. Откако ги растопивме мастите и ги префрливме во соодветните епруветки означени за нив, сега најпрво во означените епруветки со број 1 и со број 2 ставаме по 24 капки од растворот на натриум хидроксид 100 грама на литар и потоа во сите епруветки означени со број 1 и број 2 додаваме по 8 капки од бакарен 2 сулфат. Откако ставивме по 24 капки во секоја од епруветите означени со 1 и 2, за секоја анализа на маст, сега ставаме по 8 капки од бакарен сулфат во сите епрувети означени со 1 и 2. По додавањето на капките, епруветите ги промешуваме лесно и забележуваме промена на бојата во самиот раствор и истолжување на талок од бакарен 2 хидроксид. Кај сите епруветки означени со број 1 и 2 имаме промена на бојата во сина и добивање на талок од бакарен 2 хидроксид. Сега, откако се спремни епруветите, во сите епрувети означени со број 1 за секоја анализа, ставаме по 8 капки од растопената маст, путер или маргарин. И убаво промешуваме.
Сега ставаме 8 капки од растопениот маргарин во епруветката број 1, што е означена за него. Гледаме дека имаме разлика во обојувањето помеѓу епрувета 1 и епрувета 2 кај маста. При тоа кај епрувета 2 убаво се забележува и сталожениот бакарен 2 хидроксид. Да видиме сега дали има разлика во обојувањето кај епрувета 1 и епрувета 2 од путерот. Гледаме дека кај епрувета 2 имаме исталожување на бакарен 2 хидроксид за разлика од епрувета број 1. И во случајот со растопениот маргарин забележуваме разлика во обојувањето меѓу епрувета 1 и епрувета 2 и забележуваме исталожување на бакарен 2 хидроксид кај епрувета број 2. Истата постапка ја повторуваме и кај маслата. Најпрво ставаме по 24 капки во секоја од епруветите означени со број 1 и 2 за секој од трите типа на масло. Откако во сите 6 епруветки, соодветно означени со број 1 и број 2, ставивме 24 капки на раствор од натриум хидроксид, сега само ставаме по 8 капки во секоја од сите 6 епруветки и убаво промешуваме. Откако завршивме и со овој дел од постапката, сега земаме од епруветката со рицинусово масло и ставаме 8 капки само во епруветата под број 1, што е означена за неа, и при тоа убаво промешуваме. Истата постапка ја повторуваме и кај епруветките со сончогледово масло. Земаме од
киветката со сончогледово масло и ставаме 8 капки во епрувета со број 1 и убаво промешуваме. И на крајот ја земаме киветката со рибино масло и со чиста микропипетка или капалка до 2 мл, земаме примерок и капнуваме 8 капки во епруветката под број 1, што е означена за неа. И повторно убаво промешуваме. Да видиме сега дали ќе има разлика во изгледот и во обојувањето помеѓу епруветките број 1 и број 2 за соодветните типови на масло. Забележуваме дека сепак имаме разлики во обоеноста и во изгледот на епрувета број 1 и број 2 за секоја соодветна киветка со маст или масло.